Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Јас сум Елена Джебар, психолог и психотерапевт, и во оваа епизода ќе зборувам за тивката празнина што ја чувствуваме кога во животот се не е во ред, меѓутоа внатре се чувствуваме како да сме празни. Нема тага, нема лутина, нема радост, празнина, ништо. И не станува збор за лош ден, туку нешто кое што погодува милиони луѓе, особено во 2025 година, еве, на прагот на 2026, кога влада е ера на перфекционизам и социјални мрежи. Ако се препознаваш во ова, тогаш оваа епизода е за тебе и ќе ти објаснам зошто ова се случува, како се вика и секако како да се надмине. Оно што ми е многу важно е секогаш да се потпреме на науката, на реални примени, на некои практични чекори што може да се применат уште веднаш. И затоа може да започнеме, така што, еве, замислете дека е петок навечер, седите со пријатели во кафуле, сите се смеат, кажуваат чеги, пијат кафе, зборуваат за планови. Вие се смеете со нив, меѓутоа, иако надворешно изгледате нормално, внатре постои некоја празнина. Како да гледате филм, меѓутоа не сте ни свесни што се случува во него и често си велите, добро, што ми е, имам работа, имам партнер, здрава сум, имам доволно пари, имам добро семејство, се ми е онака како што сум зацртала, како што сум сакала, меѓутоа не можам да се радувам, што не е во ред со мене. И ова е нешто кое што не е ретко. Ова е нешто кое што многумина го чувствуваат и искрено низ праксата, низ мојата работа многу често, всушност голем дел од моите клиенти и доаѓаат со ова дека знаат да ме кажат, Елена, со мене се е во ред. Јас имам се, меѓутоа нешто како да е празно, како да не можам да се почувствувам доволно среќна, како да не можам да се изнасмеам од срце, како да сум намп или оној момент на отрпната. И после многу истражувања, јас многу често гледам во оваа тематика, што се случува, и повеќето истражувања кои што ги прочитав носат во тоа дека особено во развиените земји се пријавуваат вакви чувства. И не станува збор за депресија, туку буквално како емоционална празнина, односно, баш имате се, меѓутоа не чувствувате ништо. Меѓутоа, добрата работа е што не сте сами и има излез. Јас паметам уште на времето кога бев студент, значи ова не е нешто кое што постои сега, ова постои многу, особено во развиените земји. Гледавме еден филм кој што не му го знам името и доколку некој кој што ме слуша ми е колега, го памти тој филм, станува збор за некој шведски филм кој што не го пушташе професорот Јанаков на мислам дека беше на личност или пак на теорија на личност, не сум сигурна на некој од тие предмети. Го гледавме заедно, меѓутоа не го памтам, но филмот ми е и така останат во сеќавање. Поентата беше таа дека кога имаш се, всушност немаш ништо, и имаше неколку личности кои што се земаа предвид во филмот, кои што се анализира, сите имаа се. Беше земена Шведска, претпоставувам, како земја која што има доста голем број на депресија, затоа што луѓето има многу лесен живот, многу добар систем, многу финанси, значи економски беше се, но бараа работи кои што баш она некако како дете кога ќе му дадеш играчка, ама не, јас сакам таа, сакав другата и ќе ја искрша таа што ја имаат. Баш беше некако така како со детски тантрум, меѓутоа стануваше збор за возрастни личности. Не го памтам филмот како се викаше, но ако го најдам, ќе го изгледам пак и ќе ви дефинитивно ќе ви го споделам. Но оно кое што мене тогаш најзначајно ми е останало, тоа беше оној момент на колку ние всушност мислиме дека да имаме доволно финанси, да имаме доволно партнерство, љубов, среќа, значи баш она некако чек-листа со се што сакаме да успееме, ќе ни донесе некаква среќа, но всушност тоа не е среќа. Мислам дека книгата Среќа од Благој Јанаков може да се најде некаде, јас мојата ја подарив. И сега баш сакам да се ја набавам, во моментов ми текна, ако ја најдам некаде ќе ја споделам и линк каде ја има, не сум сигурна во која книжара се продава, но сигурно сум дека некаде ја има во македонскиве книжари, и тогаш мојата ја имав земена од филозофскиот факултет, книжарата што е долу. Веројатно се уште постои истата, не сум била одамна. И таму има многу убави вежби за среќа и всушност многу убаво објаснување за среќата, но од
баш со топло срце препорачувам сите тие вежби што се внатре се многу убави. Сите се во функција на среќа, а книгата многу е слична како она бидете сами свој психотерапевт, но е многу по кратка, сладка, мала и баш се некако вежбите насочени кон среќа. Ова ви го споделувам затоа што не сте сами, затоа што ова е некое чувство кое што буквално многумина ако не го доживуваат сега, некогаш можеби ќе го доживуваат или некогаш го доживувале. И многу често знаеме да го кажем ова како анхедонија, тоа е грчки збор што значи неможност да се почувствува задоволство. Не е диагноза само по себе, туку симптом на многу работи, може значи да е дел од и од некакво нарушување, меѓутоа во случајов сега ќе зборувам како симптом. Во популарната култура знаат да го наречат, нели, емоционална празнина и тоа е некој термин кој што доста е сега некако и на социјалните мрежи, особено кај миленијалците и генерација Z се користи. Меѓутоа, мислам дека оваа година некако најмногу се среќава со ова, затоа што живееме во свет кој што е постпандемија и кој што некако премногу перфекционизмот е изразен. Значи, социјалните мрежи не покажуваат во наводници совршени животи, несовршени животи, совршени слики. И некако премногу почнавме да живееме внатре во тие слики, а да забораваме да уживаме во моментите. Работата ни е најчесто 24/7. Не сме научени да постигнуваме без да паузираме. Многу често сега се зборува за одмор, за време за себе, за грижа за себе, што од друга страна е смешно кога ќе видиме дека некои природни работи треба да станат тренд, односно дека треба баш на природните работи да ги рекламираме, нели, да им се прави маркетинг на оние работи кои што некогаш биле многу нормална работа. Мозокот се исклучува, најчесто за да се заштити од преоптоварување, а ние дефинитивно и така како го имаме преоптоварено. И реалноста е дека ако оваа состојба трае повеќе недели, може да е знаки на подлабок проблем, но најчесто не е нешто кое што бара лекови и слично, туку бара баш она промена. И затоа оваа епизода ја снимам сега, баш она на крајот на годината, затоа што навистина ви посакувам да влезете во новата година со една нова чувство. Кои се главните причини? Не би можела да кажам дека кај секој го се исти, значи секогаш е индивидуално, меѓутоа ова се некои причини кои што и повеќето истражувања ги носат како, да кажам, позначени и поглавни, а тоа е баш оној во наводници прејадување со допамин што го правиме и најчесто тоа си го донесе технологијата и социјалните мрежи, каде што мозокот е преплавен од брзи хитови, лајкови, нотификации, серии, баш на кратките рилсови видеа што ги гледаме и ова направи со тек на време имуни на нормални радости. Например, доколку скролаш 4 часа дневно, имаш супер работа. Ама ако годиш на вечера со пријатели, на нешто е досадно. Ништо не те возбудува. Гледаш филм, не можеш да го догледаш ни филмот, отвараш телефон и проверуваш нотификации, скролаш. И тоа е на некој начин како хронично прејадување, кој што го менува природниот допамин и стануваме зависни од тоа скролање, зависни од тие брзи реакции кои што ни се потребни. И од тоа нека брза динамика на живот, брзи промени на емоции во животот, кои што реално не треба да ги имаш, може да ги има во некоја токсична релација, некоја нарцистичка, она баш страшна токсична, насилна релација, но во реалниот живот не е. Значи, животот е поспор и емоциите се смирени, има премногу досадни во наводници денови кои што поминуваат и особено во мајчинството, па тоа знаете 24 часа е исто да се повторува и да биде баш во наводници досадно. Второто, да речам, втората причина која што јас мислам дека и како е многу важна и голема е тоа е перфекционизмот. И таа е на трка за цели. Особено сега декември, цели, планирајте годината, мислам, тоа е се супер, тоа е убаво, тоа јас го правам, меѓутоа кога живееме од една до следна цел, значи буквално без празнување, без уважување, без паузи, без некако уживање во она што е, мозокот заборава што е задоволство и влегуваме во еден циклус каде што постојано сме заглавени во тој циклус да ние не можеме да доживееме реално задоволство. И не знам, купив куќа, се омажив, родив дете, ама сум празна.
како робот, затоа што немало паузи, затоа што емоциите се потиснувале, затоа што немало време кога да се асимилира сето ова, затоа што немало време кога да се израдува некој на својот успех, дипломирал, поминало време, уважил, се израдувал, испразнувал и така натаму, туку буквално постојано од една до друга цел, од една до друга цел и нормално тука перфекционизмот како црта доколку е изразен, никогаш не е ништо доволно и станува многу тешко. Понатаму, исто така, тука нормално во позадина секогаш стојат некои моменти кои што и шаблони кои што си ги носиме од детството, некогаш може да бидат некои потравматични работи, понекогаш само некои потиснати емоции. И реалноста е дека ако сте растал со не плачи, биди силна, немој да се лутиш, немој да се караш и така натаму, емоциите се блокираат. И доаѓаш на некоја возраст од, не знам, например 42 години и особено ако си маж и ти велеле мажите не плачат, и имаш се, ама не можеш да се израдуваш на ништо, затоа што буквално си направил емоционална дисоциација како една заштита. Бидејќи кога ние учиме едни емоции да потискаме, ние несвесно и другите почнуваме да ги потиснуваме, па така доколку тагата е потиснувана или лутината е потиснувана, многу често и радоста и среќата и задоволството се потиснувани, затоа што тоа е еден тоа е иста умешност, буквално уметност како ние да се носиме и да ги менеджираме емоциите. Хроничниот стрес или burnout во рана фаза исто така знаат да носат, да бидат на некој начин причина зашто ова се случува. Буквално и некој благ стрес, може да е финансиски, нешто за работата, нешто дома, може да ни ја истрпи способноста за радост, па така, например, работиш од дома, се ти е окей, ама се чувствуваш како да си во црно-бел свет, затоа што кортизолот е тука оној кој што го блокира допаминот, односно кога не имаме премногу стрес или па и премалку, ама ако е хроничен, значи тој може да не е некој голем стрес кој што во моментот не преплавува, па поминува и после тоа окей, туку баш оној хроничен стрес кој што е малку, ама цело време нешто не буде. Она цело време нешто те сече, цело време нешто ти ја отвара раната, ти не го забележуваш многу, те жулја, ама всушност прави многу поголем проблем од колку па нешто што наеднаш ќе те пресече, ќе го тргнеш и тоа е тоа. И постои уште една причина која што би сакала да ја споделам, тоа е еден длабок недостаток на една длабоко поврзаност и смисла. Имате 1000, 2000, 3000 пријатели на Facebook, на Instagram, меѓутоа со никого не водите длабок разговор. Не знам, имате 30 години, имате партнер, а се чувствувате само. Животот е рутина, нема значење. Зошто? Затоа што ние сме социјални суштества. Ама не е природно да имаме 1000, 2000, 3000 пријатели. И ако размислите подобро, без разлика на бројот на лајкови, без разлика на бројот на на пријатели кои што ги имате, без разлика на луѓето кои што ги познавате, затоа што во денешниот дигитален свет знаеме многу луѓе, реалноста е и природата значи да имаш помал број на луѓе околу тебе. Меѓутоа, тој помал број што го имаш околу тебе да имаш длабока поврзаност. А сега некако поврзаноста знае да е површна. Тоа не е, нели, има и добри и лоши страни ова, но сега баш сакам да ја некако да те насочам да ја погледнеш оваа лоша страна. А таа е дека навистина не е важно во моментот колку пријатели имаш, туку со колку имаш длабока поврзаност, со колку можеш да разговараш на секакви теми, со колку можеш да се почувствуваш видено, прифатено, слушнато, свој. И ова е реално голем проблем. И да, зборуваме за тоа, кажуваме за тоа, креваме свесност за тоа, ама дали навистина си застанала не само да ти биде на место на окей, свесна сум за ова, туку вистински ова да го доживееш и да размислиш кои се твоите најблиски 1, 2, 3, 4, 5 личности околу тебе каде што можеш да ја поврзеш, да ја имаш таа длабока поврзаност. Сега, да одиме на оној дел како, односно, што се добрите вести. Добрите вести се дека оваа анхедонија понекогаш се лекува и со терапија, понекогаш мора да се оди на психотерапија, понекогаш и фармакотерапија, зависи кој е коранот, зависи што се случува, но, па ќе кажам, тука зборувам за нешто каде што доколку не си навлезена премногу, доколку не е нешто кое што трае премногу време, доколку не е нешто кое што ќе те закочи и не можеш да излезеш, сакам да ти понудам практични некои насоки кои што функционираат кај повеќето и кои што можеби за месец, 2, 3 би можеле навистина да те поддржат и да ти помогнат. Првото нешто е допамински детокс, односно да пробаш, да се исклучиш малку од социјалните мрежи, сериите, сладките задоволства, храната и така натаму, и наместо да
скролаш да си да некако донесеш некоја друга практика која што ќе те служи. Јас ова стално го кажувам. Мене рано рано ги заспивам децата и потоа имам време за средување на куќата, за себе. Не работам овој период затоа што не ми функционира мозокот после 17 часот. Да, вистина не ми функционира мозокот. Меѓутоа имав една практика лани, значи тоа беше минатата година, која што си ја фатив, а тоа беше како ќе заспија децата и јас седам во кревет и ќе го вклучам телефонот и почнувам да скролам. И гледам, ако заспале во 19 часот, буквално 1 час поминал и јас не сум не забележала дека сум скролала рилсови, сум пратила на другарка, сум видела некоја што ми пратила, а викам дека немам време за ништо друго. Во моментот кога го освестив тоа, престанав и еве веќе година и кусур, значи мислам дека 14 веќе месеци во тек, скоро секоја вечер не го фаќам веќе телефонот, туку станувам и веднаш или се фаќам за работа, средување, зависи во која фаза се наоѓам и како изгледа домот. Меѓутоа, најчесто тоа е станувам, го средувам домот, варам кафе, го пијам. Ова не го препорачувам за секој навечер да се пие кафе, но мене ме поддржува. Или чај, без разлика, нешто кое што е добро. Размислувам, правам план за следниот ден и одам и вежбам. Че тоа е кратко нешто, не да замислите дека јас одам и сега сум hulk и кревам тегови и слично, меѓутоа правам некоја лесна вежба, за мене е некој кардио вежби. И сваќам дека доаѓа 20 часот, поминал 1 час, а јас сум завршила се што сум сакала. Зошто ова ви го споделувам? Ова ви го споделувам затоа што ние многу често викаме немам време, и имаме време. Ако видиме колку време сме на нашиот телефон, колку време скроламе, колку време правиме некои баш во наводници глупави работи кои што ништо не ни носат, ќе видите дека имате време. Кога се исклучив малку од социјалните мрежи, кога не ги гледав тие рилсови, кога не толку многу скролав и слично, не само што најдов време, него успев да си направам мал допамински детокс. Не сум стигната на некој ниво зен и слично, ниту сакам, значи не одам во таков перфекционизам, ниту па ви го препорачувам, затоа што некогаш рилсовите знаат да се тип поврзување со пријатели, сладки и убави работи, но пробајте 7 дена, барем 7 дена да се исклучите. Значи прво да видите колку сте зависни, ќе се изненадите, а второ или не мора да е баш јас сега го донесов Инстаграм како момент што јас сум го правила, некој тоа го прави со серии, баш бинџање на серии, 1, 2, 3 епизода, интересно е, не можам да престанам. Некој тоа ќе го прави со храна, некој го прави со некаков разговор, гледање, дури слушање на некаков подкаст кој што не ви носи баш ништо здраво. И имаше еден дел, јас не знам дали ја снимив таа епизода, најверојатно не ја снимив, не знам каде ја споделев, можеби во некој од моите програми, меѓутоа оној момент на кога се чистиме од допамин, нешто што најмногу може да не поддржи е да знаеме од каде го примаме. Например, окей, јас нема ова да го правам, ама дај да земам нешто што ми е здраво. И например, начинот на кој што за мене здраво ми делува е или слушам музика која што ме радува и која што ми носи допамински, значи баш ми ја носи тоа задоволство, среќа, радост и слично, каде што танцувам, пеам, играм, слушам гласна музика на слушалки, никога да не разбудам навечер, нели? Баш си правам забава, или па пуштам подкаст кој што има некоја таква внатре едукација која што влече, која што баш некако допамински влече, било кој подкаст кој што вас ви интересира, нели не секој има исто поле на интерес, меѓутоа мене да речеме баш ми имам некои епизоди или подкасти кои што знаат да ме навлечат одреден период, секогаш различен можеби човек или тема, меѓутоа ако сум многу изморена, сигурно тоа нема да е нешто што е психолошко, затоа што во тој случај сум премногу изморена, но ако сум, тоа знае да е некоја забава, нечи живот, нечија приказна и така натаму, кој што стварно знае да е интересно, ми носи пријатен, значи повторно ми го носи допаминот, но ми е пријатно. Повеќето студии покажуваат дека ако направиме таков детокс, мозокот се ресетира и се враќа за радоста, па дури и за 83%. Значи, буквално почнато со 24 часа, ќе се изненадите колку е вкусно кафето без да скролате. Колку знае книгата да ви донесе многу убави моменти, ќе се изненадите колку време ќе имате. Јас знам дека некој може сега ќе преврти очи, па не е баш така е, значи верувајте ми дека
имаме премногу допамински и несвесни навики кои што ги правиме во текот на денот, сите луѓе, кои што може да ги тргнеме и да ни остават многу повеќе простор за понатаму. Понатаму, ова ми е омилено, а тоа е дневникот на малите успеси, празнување на малите победи. Ова скоро во секоја програма им го носам на клиентите, им го давам, им го споделувам, затоа што имам позадина на неславење, но оно што го гледам кај повеќето е дека навистина влегуваме во таков свет перфекционистички на големи цели, каде што малите работи никогаш не ги гледаме како победи. И затоа секоја утро, секоја вечер, преку ден, кога идемаш време, запиши си 3 до 5 мали работи кои што тој ден си ги направила, сте ги направиле и сте се почувствувале живе. И поентата е да се мали. Поентата не е да се големи. Значи сега не зборуваме за победи од типот на завршив некоја огромна едукација, некој проект, не знам си каков, заработив не знам си колку. Не, мали работи. Станав и играв со децата. Денес спиев 2 часа и го истуркав денот. Тоа е огромна победа, бре. Денес, не знам, ставив кармин, ставив моите омилени обетки, отидов на работа, ја исчешав косата, ги измив забите, за некој дури и тоа е победа. И да, многу мене тука се смеат, меѓутоа за некој кој што, особено ако имал депресија, да ги измие забите, тоа е огромна победа. Не знам, тренирав, се јавив на некој пријател, се јавив на некој повик кој што долго време го одвлекував, не знам, кренав на телефон. Иако не сакав и ми беше тешко да зборувам на телефон, не сакав со никој да се чујам, се јавив да се пожалам за нешто, побарав нешто, купив нешто, значи нешто мало, мали работи, не знам, се смеев, кажав шега, го прегрнав сопругот, буквално моментот на се почувствував нормално. Ја облеков мојата милена мајчка и ова ви го споделувам затоа што е многу важно. Направете си предизвик, 30 дена, мали победи. Не сте свесни колку ќе ви се промени животот. Ова е нешто кое што не е да биде како благодарност на што сум благодарна, него што направив денес, кои мали победи, кои мали, буквално мали ритуалциња, некои мали навики ги направив денес, а беа победи. Ама јас пак ќе нагласам, мали, не големи, мали. Значи не одете во големите цели, не одете во перфекционизмот, затоа што ако влезете таму, ништо нема да напишете. И многу често знаете еве на програмите да дојдат, или не, јас немам ништо. И ако почнеме да чепкаме како нема ништо, си станала, си се грижала за детето, си се грижала за себе, си се грижала за домот и така натаму, тоа се малите тие победи кои што се важни. Тоа е животот на крајот на денот. Тоа е секојдневието. Тие големите не се секојдневни. Тие големите се нешто што се случуваат неколку пати годишно, можеби месечно, нели зависи во која фаза од животот се наоѓате, ама толку малите победи се најважни. Одам понатаму, емоционално чистење. Може да е нешто како 10 минутна вежба, каде што седите тивко и буквално бидете со таа празнина. Останете во таа празнина, кога се чувствувате празно, кога ете што е ова, имам сеја, немам ништо и така натаму, и не бегајте од таа празнина, туку почувствувајте и прашајте се, што ми носи? Што има под оваа празнина? Има ли нешто кое што можеби чувство кое што го потиснувам, можеби е тага, можеби е лутина, можеби е радост. Може да се зборувате гласно со таа празнина или па да се пишувате. Ова е нешто кое што многу може да ослободи потиснати емоции. Ако е некоја тежина, ако е многу тешко, ако не можете само, тогаш пробајте да работите со терапевт. Меѓутоа, пробајте и сами и видете што ќе ви донесе. Седнете си тивко, почувствуете таа празнина, почувствуете во своето тело, видете каква форма има, каква боја има, колку долго стои кај вас, од кога ја чувствувате, како ја замислувате, има ли некоја име можеби, има ли некоја форма, некоја боја, некоја реченица која што ви се појавува, разговарајте со неа, ќе се изненадите колку работи може да се случат токму во тие 10 минути. Јас го нареков емоционално чистење, меѓутоа баш на некој експеримент кој што може да се го дадете, јас и мојата празнина, диалог со вашата празнина. И следно, мора тука да се вклучи телото, секогаш, значи, гледате да го вклучувате телото, тоа оно е враќање на телесните сензации. Многу луѓе препорачуваат ладен туш, јас не сум една од нив. Доволно стрес имам во животот, не треба ладен туш, јас сакам топол. Ама добро, можеби не се наоѓате во некој стресен период, па ви треба еден таков буст.
и ладна вода и ладното ширење. Јас сум повеќе човек што сака топло. Топол туш, релаксација на телото, меѓутоа ете вода. Било да е ладно топло, што вас ви одговара, танц, вежбање, некоја масажа, допир, затоа што телото е нашиот клуч за емоциите и физичката активност ја намалува таа анхедонија. Многу, значи не би рекла, всушност би рекла можеби за половина. Кога ќе го вклучите телото, сензациите во телото, допирот, мирис, мачкање на млеко за тело, ставање на некои ваши омилени парфеми или мириси без разлика, вежбање кое што не е некој тешко и големо вежбање, меѓутоа доволно е некако свесни, нели, пократи, свесни движење на телото да правите, е нешто кое што може многу да ве поддржи и да ви ги врати сензациите и да го почувствувате тоа задоволство назад. И најважното нешто, а тоа е градење на смисла и врски, односно да имате длабоки разговори, а доволно да имате еден пријател, еден човек со кој што може да го имате ова, да се јавите, искрено да кажете како се чувствувате, да немате површен чат, да немате површни буквално разговори само преку праќање на рилсови и слично, туку буквално да си го вратите жарот во животот и да имате човек со кој што навистина може да се разголите, без разлика, тоа може да е вашиот партнер, не мора дури ни да е пријател ако немате во моментот, тоа понекогаш може да е и некој кој што не ви е толку многу физички блиску, меѓутоа може да си го имате, затоа што ако вие искрено со некого длабоко разговарате, ќе видите колку многу ќе се смени. И затоа многу се добри и важни оние групни средби. Еве, баш пред месец дена имаше еден голем настан на една членка која што беше дел од асертивна, каде што имаше едно големо постигнување и дојдаа неколку членки од групата асертивна да ја поддржат. И во тој момент, кога се вратив дома, кога сватив дека бев јас, нормално ми беше многу драго да ја поддржам, кога се вратив дома и кога сватив дека таа стекнала доволно беше 3 пријателства во таа група, со кои што може длабоко да разговара. Не мора секој ден да се гледаат, не мора секој ден да зборуваат, меѓутоа тоа се жени кои што застанале, кои што сакале да ја поддржат, кои што отишле на незиниот важен настан, да ја поддржат, да бидат таму со неа, да ја дадат аплауз, да ја дадат поддршка. Тоа се тие пријателства длабоки кои што се безценети и тоа е нешто кое што се добила во ваква група. И затоа ми е многу важно да ви споделам доколку немате такви пријателства. Одете, волонтирајте, тоа не мора да се групи, како сега што ја споделив јас асертивна, меѓутоа мене најдрагите пријателства ми се од групите, од психотераписките групи каде што сум била, од волонтирајте, од волонтерски групи, хоби, некоја хоби кое што буквално место каде што може да си ја најдете вашата дружина, планинарски тури. Јас секогаш кажувам, не може да не запознаете луѓе кои што се слични со вас. Може само да сте доволно изолирани и да не влегувате во места каде што, верувајте ми дека и тие другите од другата страна едва чекаат да ве најдат. И дека таков дар, таков подарок може да им биде на другите што не сте ни свесни. И затоа, тука, за да не бидам предолга, затоа што и оваа епизода сакав да биде кратка, меѓутоа ова е баш на длабока тема која што колку и да пробувам некако да ја брзам и да бидам кратка, не можам. Само сакам да ве потсетам дека може да си дадете и 30-дневен предизвик, или колку и да вам ви е, или 7-дневен без разлика, меѓутоа секогаш препорачувам да е нешто што е подолго, да е подолго од 3 недели, за да може навистина да влезе како реално да биде еден план кој што може нели да премена во некоја акција понатаму, каде што ќе си го направите тој детокс, може да биде еден ден или еден час, доволно е без екрани, наместо тој час ќе се прошета, ќе се вежба, ќе се разговара со некој така натаму. Не заборавајте на празнувањето, односно на обожувањето на тие мали работи, тоа може да си го запишувате некаде за почеток за да го запомните. Не заборавајте на Еве, може да биде една недела, например, детокс, втора недела да почнете со малите победи, третата недела почнете по 10 минути да разговарате со вашата празнина и четвртата недела, например, може да бидете акција, едно ново хоби или, не знам, легувам во некакво волонтирање или одам некаде и така натаму. И ова е нешто кое што не препорачувам наеднаш сите нели работи, затоа викам една недела, втора недела, трета недела, четврта недела, едно по едно и ќе видите како многу работи ќе се сменат. А јас би сакала и да ме споделите доколку нешто од ова направите и навистина ви донесе
некаква промена или пак не ви донесе, а сакате да видите што е нешто можете ви донесе понатаму. Сакам некако од срце да ви споделам дека празнината не значи дека нешто не е со вас во ред, туку гледате ја како еден будилник, како еден знак дека сте преживеале, дека сте преживувале премногу долго и дека можеби е време да почнете реално да живеете. И со мали чекори ќе си го вратите жарот, ќе си го вратите тој оган кој што горел затоа што не сте скршени, само сте дефинитивно уморни од трчање и од ова брзо темпо и овој живот што го живееме. И ве молам, не заборавајте дека среќата не е да имаш се, туку да чувствуваш се. И да, понекогаш тоа знае да е тешко и лошо, ама е многу побаво кога го чувствуваш отколку кога го потиснуваш. И ете за крај, можеби само би сакала да ве прашам кога последен пат почувствувавте вистинска радост, нешто што ве баш размрдало однатре и што ве спречува да го направите тоа повторно денес. Размислете и действувавте. Ве благодарам што бевте со мене овие 30 минути. Се надам дека оваа епизода ќе ви дојде како еден сигнал да се разбудите и полека да влезете во новата година со една нова енергија.